Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитуван министр за финансии. Почитувани колеги, овој ребаланс е доказ дека оваа влада е влада за едно прашање. Ребалансот ви е нереален. Нито ќе ги постигнете предвидените стапки на економски раст, иако намалени, затоа што прогнозите на ММФ, ова не го кажува опозицијата, на ММФ се далеко пониски од вашите. Нито ќе ги остварите планираните буџетски приходи, нито ќе ги реализирате капиталните инвестиции, иако се намалени за 100 милиони евра, од 400 на 300 милиони евра. Катастрофалното ниво на реализација на капиталните инвестиции е доказ дека сте вие влада за едно прашање и дека не поседувате капацитет за водење на институциите. Затоа, колку е безидејна и хаотична оваа влада, еве фактографски. 13.3.2018 Драган Тевдовски, владата ќе земе интервентен кредит од 120 милиони евра за да им помогне на општините. 13.10. Заев најави ребаланс, Тевдовски вијали нема потреба. 17.10. го добиваме во собрание преку ноќ поминува на влада предлогот за ребаланс на буџетот. 23. октомври државата ќе враќа општински долгови. По кој критериум, по која методологија? Тешка мистерија до пред еден саат. Во 10.30 го добивме предлог законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа по скратена постапка. Денес во 10.30, почитувани новинари, пред почетокот на оваа комисијска расправа за ребалансот на буџетот. Во 10.32 предлог закон за финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа и единки корисници основани од единиците на локална самоуправа за финансирање на доспеани, а не платени обврски по скратена постапка. Кај е транспарентност, која што не ја вадите од уста? Уште еднаш не зборувате за транспарентност. Таа не треба да биде формална категорија, таа треба да биде суштинска.